Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Утре е празникот Успение на Пресвета Богородица, а како што ние викаме и Голема Богородица. Токму и вечерва ќе дадеме прилог за утрешниот наш православен празник. Исто така, за познатата Сирма Војвода, како и критика во собранието на Република Македонија од страна на пратеник на партијата ДПМНЕ до владата према сегашната влада. За да последните пак минути ги искористиме со мојот коментар на неделата. Вечерашнава програма ќе отпочнеме со честитка за рожбата на нашата втора внука Маја. Нашата радост е голема на дедото Никола, бабата Драгица, тетката Христина Белчевски, како и тетката Марија и тетинот Бени Шатоу. Меѓутоа, нашите желби се уште поголеми за да Маја биде среќна и весела низ целиот нејзин живот, но исто така и незината сестра Мила. Нека е честита радоста и на родителите Александар и Алекса Белчевски со желба и со машко дете да си се радуваат, а ние како дедо и баба и за нови рожби да дочекаме од нашите ќерки во најбрзо време. Честита рожба, мила наша внуко Маја. Te pamtam, mila
izraduvaj go. Dedo, dedo, viknete site, dedo, dedo, a jaz ne se lutam. Vnuče milo, mi se rodi, paneli sum dedo jaz. Dedo, dedo, viknete site, dedo, dedo, a jaz ne se lutam. Vnuče milo, mi se rodi, paneli sum dedo jaz. Dedo, dedo, viknete site, dedo, dedo, a jaz ne se lutam. Vnuče milo, mi se rodi, paneli sum dedo jaz. Dedo, dedo, viknete site, dedo, dedo, a jaz ne se lutam. Vnuče milo, mi se rodi, paneli sum dedo jaz. Dedo, dedo, viknete site, dedo, dedo. А сега да го чуеме и прилогот по повод утрешниот наш православен празник Успение на Пресвета Богородица. Од повеќето празници посветени на Пресвета Богородица, овој е еден од најзначајните. Затоа народот овој празник го нарекува уште и Голема Богородица. Во македонските цркви и манастири може да се сретнат прекрасни представи на настанот што црквата го слави тој ден. Обично се наоѓаат на влезната западна врата на црквата. Инаку самиот збор Успение значи заспивање, поинаку кажано не се слави смртта, туку вознесувањето на Богородица во небесните живеалишта. Се слави незиното заспивање бидејќи таа не помина ни смртта како враќање на правот. Веднаш по низината смрт таа е земена на небото во Христовите преградки, вознесена е заедно со телото и станува прв и најголем застапник на луѓето пред Бога. Символиката на овој голем празник е да не се плашиме од смртта, бидејќи таа е само премин од еден живот во друг. Народот верува дека Богородица е заштитничка на леунките и на жените им помага при породувањето. Исто така и жените кои немаат деца веруваат дека со милоста на Света Богородица ќе добијат рожба, поради што ги посетуваат низините цркви, изведуваат некои обичаи, се молат и пренесуваат дарови. Телото на Богородица било положено во гробот во Гетсиманската градина и врз отворот бил ставен голем камен. 3 дена апостолите пееле псалми, а од воздухот се слушало пеењето на ангелите. Третиот ден по погребот пристигнал апостолот Тома, кој сакал да го отворат гробот за да поклони пред телото на Богородица. Апостолите му ја исполниле желбата, го отвориле гробот, но на општо изненадување телото не било внатре. Имало само некои погребни платна од кои се ширел пријатен мирис. Тогаш се јавила Богородица и им соопштила дека на третиот ден по погребот Исус ја воскреснал кревајќи ја на небото. Празникот Успение на Пресвета Богородица меѓу народот е познат како Голема Богородица и се празнува на 28 август по католичкиот или по григоријанскиот календар или 15 август по стариот календар, односно јулијанскиот. За подостоинствено обележување на овој празник му претходи двунеделен пост, што започна веќе тоа на 14 август, односно на празникот Свети Седум маченици Макавејски. За празниците на Голема и Мала Богородица обичај е посебно жените да почитуваат забрани кои се однесуваат на работа по дома и околу куќата. Исто така, утрешниот ден не е добро да се работи со рацете, посебно работи со игли или воопшто да се почнува некоја нова работа. Па нека ни е напомош и секој кој го слави тоа име, нека му е честито и вечно или слава. Како
Како што реков, нека ни е честит овој наш значаен православен празник Голема Богородица или Успение на Пресвета Богородица. Посебно сакам да честитам на мојата пријателка Марија Ангелевска и роденденот, а и именденот. Да се радува уште многу години среќна и весела и во добро здравје со многу внуци, па и правнуци. Но исто така и на мојата ќерка Марија, честит именден, за да во брзо време и со рожба од кајнизе се израдуваме, односно со наше ново внуче. Честито на сите Марии. Виши, виши, соколе, ти јуначко пиле, и на сите страни, кажи ти што виде. Zasviri, pravo kaži sokole, da li si videl nekade oro kako teško to, da ti plače srce to. Viši, viši, sokole, ti junačko pile. Viši, viši, sokole, izviši se ti na piri, gnezda kaj što svile, sestri bratja mili, izviši nad Vardar, letaj se do Viši,
Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers, даваат entertainment, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group, која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. На многумина од нас ни е познато името Сирма Војвода, зашто има многу опеани песни за неа. Затоа вечерва одлучив да ве запознам малку повеќе околу самата неа. Сирма Војвода е родена во село Тресонче во Мавровско 1776, а почина 1864 година. Македонска ајдутка од 19 век, една од најопеаните македонски жени. Сирма Стрезова Крстева, како што реков, е родена 1776 година во дебарското село Тресонче, односно кај Маврово. Таа била ќерка на Ангја и Петре Врлески. Нејзиниот татко бил зоограф, кој бил самоук, но се занимавал и со зидарство. Покрај тоа, тој бил и печелбар и така ги научил околните соседни јазици. Од другата страна пак, нејзината мајка се занимавала со ткаење и везење. Сирма била едина на Петре и Ангја.
Поради тоа таа помагала на нејзините родители, особено по смогнувањето на нејзиниот дедо. Интересот за борба против тиранија и разбойништво кај Сирма се појавило првично поради приказните кои ги слушала за разбойништвата во крајот таму каде што живеела, како и поради фактот што селото еден ден било опколено од разбойници. При тој настан семејството се засолнило во блиската пештера Апилица во местноста Голем Дол на планината Шкрка. Семејството се вратило во селото по 2 дена, кога затекнале запалени куќи и опустошеност. Сето тоа само ја зголемило нетрпеливоста на Сирма кон качанските банди, односно качачките банди. Иначе што денес се и албанците, гегите поточно. Во тие мигови кај неа изгледа дека се појавила измислата како да се одмазди за неправдите со што наполно и се изменил животот. Сирма одлучила да стане војвода на многу млади години. Шансата за одмазда за опустошувањата ги видела во собирот на локалните македонски ајдуци за време на Ѓурѓовден во 1791 година. Таа заминала на средбата облечена во машка носија и била најмладиот член со своите 18 години. Нејзиното семејство не било известено за овој потек на Сирма, па на средбата имало околу 70 мажи. Наистакнат член на ајдуците бил тресончанецот Мицо и тој предложил дека за водач на групата ќе биде избран најмладиот член. Сирма била најмлад член на дружината и одлуката за нејзин избор била прифатена од сите членови, иако тие не знаеле дека таа е женско. Кога Сирма застанала на челото на дружината, таа го дала знамето на дружината на знаменоносецот Вело Шпиров. Сирма била на чело на дружината од 1791 до 1813 година. Се вели дека ајдуците дознали дека е женско дури откако дружината се растурила, а Сирма somажила за Вело Шпиров бајрактарот. Планините ги напуштила во 1813 година кога станала сопруга на бајрактерот Вело Шпиров. Тие заминале за Крушево, каде престојувале подолг период, а понатака тие се преселиле во Прилеп, каде и починала на 85 годишна возраст во 1858 година. Сирма била закопана со најголеми почести во тогашно време. Времето го направило своето и кај новите генерации тресончани за неа останале само бледи сеќавања. Сирма одлично се познавала со Димитар Миладинов, стружанецот, но за жал ниту во неговите книги и дела тој не спомнал подетални моменти од нејзиниот живот. Останала напишана само една куса белешка која во целост гласи вака: Сирма се роди во дебарското село Тресонче, беше облечена во машка облека, одеше како војвода по планините Бабин Трап, Стогово, Барбара, Крчин. Момците кои таа ги водеше ја дознаа дека е девојка кога на несакање и се скина петлиците од градите. Кон овој прилог пак за Сирма војвода да ја слушнеме и песната посветена за неа, а која исто така и честитка од двете наши сонароднички Севда Бакаловска од село Драгош и Олга Марковска од село Љубојно со своите фамилии, кои на сите вам ви го честитат утрешниот празник Голема Богородица, со надеж да истраеме со сите неправди што се нанесени врз нас македонците, за да пак со Бога напред во брзо време Македонија да си го добие своето заслуженото. Благодарност и на двете за нивната донација. Каде се чуло
Sirmana drugari govori, toa solutina ne biva, ker se ne prsten napuka, pukajte redu na nišan, kojke mi prsten proniže, tojke mi vide vojvoda. Site si redu pukaja, nikoj mi prsten ne udri, sirma mi veli govori, odajte mi mene puškata, kukna mi puška od raka, prsten odpadna od buka. Pak sirma im veli govori, che parlame kamen drugari, kojke mi kamen natvrli, tojke mi vide vojvoda, tojke mi vide vojvoda, na 70 drugari. Site si kamen prvaja, nikoj si kamen ne natvrli, sirma si kamen natvrli, 10 čekori po tamu, toga ja sirma izraja, vojvoda sirma da pide. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заемничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки, да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма.
Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдизинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побарајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Да го чуеме и критичкиот говор од страна на пратеникот на партијата ДПМНЕ до актуелната влада. Уставни измени под диктат, притисок и наметнувања се невозможни и никогаш нема да ги поддржиме. Затоа што тоа е директно кршење на суверенитетот на една земја. Суверенитетот произлегува од народот, а огромно мнозинство од народот, над 80%, вели не на ваков начин на насилство од страна на власта. За жал, трагичната и видлива и денес пред целата македонска јавност е дека ние имаме глува и слепа власт, која за ден повеќе во фотелја, за тапкање по рамо, за комшијата да им поклонува луксузни коли, фарми за канабис, фотоволтаици или бесплатни трговски центри, е спремна да прави отстапки по отстапка до целосно обезличување и рушење на националните и државни интереси. Оваа влада има еден клучен проблем, а тоа е да води инат и со опозицијата, и со народот, и со експертите. Ни АЛ, ни АБЕР има одградење на консензус по витални национални прашања. Туку сите работи ги води до степен на свршен чин, презема обврски без да се бори за интересот на својот народ, презема штетни договори, кој после бара да ги прифатат другите. Тоа е недозволиво, тоа е негубитничка политика, која не носи никаков бенефит. Напротив, носи штетни и трајни катастрофални последици. Како салама ги цецкаат и после тоа ни го прикажуваат како успех. Да подсетиме дека и во 2017 година и целото ова време како партија предупредувавме дека договорот за добрососедство е брзоплето решение кое носи отровни плодови кои што сега ги гледаме. Но и тогаш оваа самобендисана власт на СДС и ДУИ и сега одбива да се соочи со реалноста.
Тогаш тврдеа дека ги затвараат прашањата со суседите, а нивните политики донесоа ескалација на омразата и официјални државни документи од Бугарија во кој комплетно се негира самобитноста и историјата на Македонија и македонскиот народ пред 1945 година. Наместо добро соседство, донесоа омраза. Наместо соработка, донесоа понижувања. Наместо пријателство, донесоа уцени и закани. Наместо да послушаат што предупредувавме, без борба ја предадоа Македонија. И евене, тука денес, кога повторно говориме дека уставни измени во овие услови и под директен диктат на Софија се штетни и носат несогледливи последици. Ако меѓународните договори кои оваа власт ги подпиша даваа правен легитимитет на негаторските политики и ставови, уставните измени сега и под вакви околности ќе дадат правна рамка на истите тие негаторски политики, но во внатрешен правен сообраќај во Македонија и во македонските институции. Нека не ве замајуваат изјавите на Маричич, Османи и сличните дека оваа шанса која што не смееме да се ја пропуштиме. Дека ова било шанса да се направила разлика помеѓу бугарскиот и македонскиот народ. Секој еден кој без овие измени не умее да ја прави разликата помеѓу двата народи и засебности различна илјадолетна историја, не смее да биде дел од овие клупи и од овој парламент. Не смее да биде дел од светиот дом на народната волја, од светиот дом на правата и достоинството. Не, господа, ова не се никакви шанси за напредок на целата држава. Ова е шанса за нивно лично профитирање на грбот на македонскиот народ и Македонија. За уште некое ауди, поклон од комшијата, за уште неколку скапи ручеци платени од народни пари, за уште некој бизнис и цедење на македонската земја на која има се повеќе парцели кои тие ги продаваат како да се на пазар, а во неа има се помалку луѓе кои не можат да го трпат овој терор и современа тиранија под превезот на демократијата. Но сега работите се поинакви. Народот виде дека од нивните големи ветувања не треба да се има големи очекувања, туку за жал само горчливи разочарувања. Не така одамна, пред само 4-5 години, истите овие ликови не убедуваат дека Македонија ги има затворено сите политички прашања со своите соседи. А вистината е само дека отворија големи апетити и аспирации кои може да бидат погубни за нас, како народ и како држава. Погледнете, зарем има некоја промена на подобро изминативе години и месеци во реториката или делата од страна на нашиот источен сосед? Одговорот е не. Гледаме само нови и нови омаловажувања, негации и барања за измени на учебници, историски настани и наративи. Барање за контрола на говорот и мислата, односно медиумите, пишаниот збор, создавањето културни дела, обиди за цензура на мислата и историјата. Обиди на цензура на нашето постоење. Наместо економија и инфраструктура испорачуваат декларации за бугаризирање на Илинденското востание. Тоа е еднината која власта сака да ја катализира со овие уставни измени. Почитувани, ние не зборуваме тука за некаква заблуденост на власта на Ковачевски. Тие се свесни и многу добро знаат што може ова да предизвика. Но се решени својата предавничка агенда да ја тераат по секоја цена, се додека тие ја вршат на платата на распродажбата на националните интереси, чест и достоинство на сите граѓани на Македонија. Зарем мислите дека не им беа јасни предлозите и добронамерните предупредувања кои што ВМРО ДПМН ги даваше? Беа свесни, но сепак ги одбиваа. Уставни измени на крајот на евроинтегративниот процес, кој ние ги баравме, ќе беа гаранција дека тој пат ќе се водеше без скриени намери за однародување на македонците или, како што велат некои кругови во Софија, убивање на македонизмот. Доколку на крајот на процесот се направат уставните измени, ќе имавме некаква сигурност дека нема да бидеме блокирани за темите како историја, учебници, измислени и непостоечки говори на омраза и слични теми кои сега Софија сака да ги наметне. Туку ќе се водеше процесот исклучиво според нивото на исполнување на копенхашките критериуми. Господа од власта,
Копенхашките критериуми се мерило на една земја колку напреднала на патот кон Европа. И тие се лесно мерливи, а не се подвижна цел. Тој пат го изодели и другите земји кандидатки. И ние баравме шанса и Македонија тоа да го направи. Но како што рековме, и кога се ночеше така наречениот француски предлог, кој во суштина беше бугарски предлог, овој пат под овие услови ќе се претвори во бескрајен процес во кој на една маса ќе зборуваме за некое поглавје, а на друга, поважната маса, ќе се одлучува дали учебникот за пето оделение, четврто или седмо, треба да ги прифатиме бугарските историски наративи за Кирил и Методи, Кресненското или Илинденското востание. И сега, кога е во прашање дискриминацијата, во Македонија денес единствено дискриминиран народ е македонскиот и единствена дискриминирана група е онаа на огромно мнозинство кое што власта сака повторно уште еден пат да го игнорира и да се представи како некаква далековидна власт која имала храброст да носи тешки одлуки. Ако одлуките се тешки, не мора или не значи дека се секогаш добри. И сите кои што се кријат за некаква лажна храброст дека носеле тешки одлуки, треба да се засрамат и да ја наведнат главата пред секој граѓанин на Македонија. И сите кои на крајот за некоја лажна храброст дека носеле тешки одлуки, бидејќи не е храброст да прифатиш безпоговорно се што ќе ти се побара тој наспроти тебе. Само затоа што чувствуваш дека твојата фотелја и комодитетот му ги должиш немо, без оглед од каде доаѓа, од Атина, Софија или Брисел. Сите овие фотели на кои што седите ги платиле македонските граѓани и сите вашето присуство тука им го должите само на македонските граѓани и на никој друг. Секое друго гледање на работите и постапки кои не се демократија, туку се тиранија и национално предиство. Жално е што ве гледам со наведнати глави и претпоставувам дека во себе викате дека овој човек има право. Не е за смеа работата, колеги, премногу е сериозен моментумот за вакво недемократско однесување, но тоа сте вие. Оригинални вие. Жално е да ве гледа човек. Како прифаќате без борба дека Македонија е доведена во пресвршен чин, а без борба е доведена? Лажниот триумфализам кој лани го ширевте тука, дека сте кажале историско не, па сте добиле подвар предлог, беше торпедиран и потопен од предлагачите на преговарачката рамка. Најдоја село без кучиња и удрија до максимум со нивните барања. Сменија 3 запирки во првиот предлог, го нарекува втор и вие дојдовте тука громогласно, насилнички да се фалите дека сте ги зачувале македонските национални интереси, додека ја распродававте државата преку вашите фирми и компании. Во Софија славеа, а и како не би славеле кога наспроти нив не наидоа на државници, туку на поданици. Но лагите излегоа на површина и секој гледа како сте ги зачувале националните интереси. Пред некој ден во Софискиот парламент се читаше декларација за наводен неточен и измислен бугарски карактер на најсветото македонско и илинденско востание. Еден од темелите на оваа држава. И тој темел го урнавте вие, заштитувачите на идентитетот. Вториот темел се викаше Асно и него го масакриравте со уставот. Така делувате вие, божемштитејќи ги националните интереси, ги распродавате за да ги заштитите личните интереси и бизнис привилегиите. И сега гледам, слушам и не ми се верува. СДСМ најавува дека ќе поднеле декларација за Илинденското востание. Истите оние, лани, кои што преклани, кои што одбиваа да усвоиме декларација за Гоце Делчев, бидејќи немало проблем и ќе нанела штета, сега ќе поднеле декларација за Илинденското востание. Па зошто бе, колеги, ако заштитихте идентитетот, зошто сега декларација? Сваќате ли колку е нелогично ова? Сваќате ли докаде не однесе вашето ново нормално? И додека сме тука, кога е во прашање Илинден, вие единствен документ кој што треба и може да го поднесете е извинување до илинденците за изневерувањето кој им го направивте за нивната борба, а во однаш потоа сите да заминете од ова собрание и никогаш повеќе политички да не се вратите.
Затоа што не го браните интересот на Македонија и сите граѓани на Македонија. Ние ви понудивме и втора опција, од која бегате како ѓавол од темјан или како бугарски историчар од докази и факти. А тоа е демократијата. Но вие не сте навикнати, колеги, на демократија. Стран поим ви е демократијата. А ви рековме, ајде да излеземе пред народот, да ги представиме своите планови за држава, а потоа да изградиме заеднички консензус и заедно да се поддржуваме во евроинтегративниот процес во интерес на нашиот народ и нашата Македонија. Да побараме најсериозни и најголеми можни институционални гаранции од страна на Европската Унија за нашиот многовековен идентитет, јазик и историја. Нешто кое што секој кој мисли добро на Македонија би го направил, и тоа го одбивте, колеги пратеници. Зарем заборавивте дека ветувањата на еден политичар и неговите усмени изјави важат се додека тоа е на позиција, а после тоа тој кој што го заменува нема ниту обврска, ниту потреба истото да го продолжи. Или на тоа се надевавте дека би се случило, па утредента ќе се однесувавте како вашите претходници и ќе се правевте недоветни и зачудени од сето она што се родило како резултат на вашите предавства. Ви кажуваме тука, пред очите на целата Македонија и во името на граѓаните на Република Македонија, вака нема да може понатаму. Нема да може. Уставни измени под бугарски диктат нема да има. Оваа ваша расправа е осудена на пропаст. Ниту имате пратеници, ниту имате народ позади себе за оваа работа. Затоа, после ова мое излагање, ние немаме што повеќе да ви кажеме на темава, нема да има други наши дискусии и дискутанти, и ајде, во скратени рокови, пуштете го предлогот, нека дојде на пленарна седница, ама да го ставите веднаш на гласање. Веднаш на гласање, па да видите како пропаѓа ова ваше срамно насилие врз уставот и туркање на бугарски диктат. И не заборавајте, одбивавте, дами и господа од СДС, се што значеше подадена рака и глас на разумот. Одбивавте било каква борба за националните интереси, следејќи ја насоката која ја постави вашиот идеолошки гуру Зоран Заев, кој рече дека на СДСМ не му личеле политиките на патриотизам и така ја водеше партијата и државата, а истиот принцип го наследи и неговиот верен ученик Димитар Ковачевски. Спремни сте да се инаетите до бескрај, но тој инает ќе ви се удри од глава. Овие уставни измени кои денес ги предлагате, ги водите спротивно на законите и спротивно на здравиот разум. Затоа овие измени ќе удрат во зид, бидејќи пред зидот е македонскиот народ. До таму го дотеравте, до зид. Но овој народ, граѓаните на Македонија, имаат чест и достоинство, имаат само почит која вие ја немате и нема да дозволат уште едно ново раскршмување на Македонија. Нема да дозволат распродажба на своите свети идеали на илинденците, асномците и генерацијата на независноста. Нема да дозволат повеќе понижувања, уцени, закани и угнетување на тиранијата која ја практикува вашите недемократска власт. Затоа овие измени се осудени на пропаст. И не се обидувајте да правите нови поделби, кој бил проевропски и кој не. Не се обидувајте да етикетирате и да делите на било каков начин. Тоа веќе не поминува прочитана книга сте. Ова е само последниот чин на вашата трагедија пред да ви се спушти завесата и да си одите кој по дома, кој по затвори. Доста беше, Македонија не е на продажба. Смешно е, за некој месец ќе правиме муабет. Ниту се на продажба македонците во Бугарија, Грција, Албанија, Косово и насекаде во светот. Сите тие ќе имаат татковина која ќе се грижи за нив, а не власт која ќе се грижи што може уште повеќе да украде и уништи за лична корист. Би ви рекол, засрамете се, ама знам дека срам немате. Затоа и немате подршка. Ниту за уставните измени, ниту да продолжите да владеете. Македонија вели, готово е, готови сте. Господине Ковачевски, имам да ви кажам и вас. Не вреди оваа фарса за ниту една работа која што ја правите или за која што ви ветиле дека ќе ви прогледаат низ прсти. Ќе излезете од овој процес како губетник.
Оставете ги бизнисите, оставете ги профитите, еднаш помислете и одиграјте за Македонија. Колку пати како премиер побаравте Софија да спроведе барем една пресуда од судот од Страсбург, добиена од македонците против Бугарија? Зарем ви е едно што тие се пропуштени сами на себе, додека во Македонија се карате со народот да ги исполните бугарските диктати? Јас не верувам дека ќе застанете на страната на народот, но јас во име на народот ви кажувам каква грешка и срам си правите за себе и вашите најблиски. ВМРО ДПМН останува заедно со народот, заедно до подобра иднина. Да живее Македонија, да живеат македонците и сите граѓани на Република Македонија. Од се ова што го слушнавте, повторно сега имаме и нова граѓанска иницијатива, но декларација која ќе се вика национална декларација, каде ќе бидат внесени сите договори што беа нанесени во македонската влада да се избришат и други национални, значи илегални против македонскиот народ што беа работи. Сето тоа ќе ве известиме верувам во идната наша емисија. Од вас бараме како македонци да се подпишете на таа национална декларација која треба да се даде пред да бидат парламентарните избори во Република Македонија, да се даде до парламентот. А од друга страна, пак, како што знаете, пораката што ја испратив за да имам интервју со канадско-американскиот митрополит Методи, поради неговата здравствена состојба, тој ме пренасочи кон поглаварот Стефан кога беше овде. Но морам да кажам дека деновите кои му ги дадов, поради неговата преголема зафатеност, на Стефан зборувам, не му одговара, но и тој што ми понуди денови, мене пак не ми одговара. Сепак, благодарам за одговорноста на владиката Методи. А сега да го чуеме и мојот коментар на неделата. Најголемиот дел од македонскиот народ им го виде вистинското лице на така наречената Европска Унија и на НАТО, односно Америка, или воопшто кажано им се симна маските на западните држави, за да македонскиот народ ги виде во вистинско, така наречено светло, да речам, кој се и што се. Ни наметна ултиматум, божем дават некаква си демократија, ми изигрува демократи и право на почитување, али поточно да бидат почитувани, а ние македонците угнетени, погазувајќи ние нашата чест. Божем таа така наречена Европска Унија сака да не прими во нивната вештачка фамилија, а се уште не сме дојдени ниту до нивниот двор, а камали до прагот на така наречената Европска куќа. Но нивната лукавост го докаже и своето. Жртвуваат се што е туѓо за да го осочуваат своето. Но кај нас македонците од секогаш во нашите мисли било да ја сочуваме честа, зашто таа е поголема дури и од слободата. Ние македонците сме исправни пред вистината и пред Господ, зашто никогаш туѓо не сме сакале, но затоа пак и своето никогаш нема да го дадеме, одиме спремни веќе и со паролата слобода или смрт. Ако во времето на социјалистичка Југославија среќно и весело се живееше, вие така наречени дами западноевропски држави со Америка направивте денес македонскиот народ да живее несреќно. Едноставно, во својата земја да се чувствуваат туѓинци. Се правите како да не гледате и да не слушате ништо. Па срам и арам да ви биде на сите вас лудничави и злочести држави што врз Македонија и македонскиот народ само злочини правите. Какви демократи изигрувате кога во вас нема ни од првата буква Д? Меѓутоа, бидете убедени дека битката ќе изгубите дефинитивно, но и вашата вештачка Европска Унија веќе е на стаклени нозе, почна да се ниша. Но затоа пак сега да се обратам до вас, мои браќа и сестри македонци. Последниот дирек од македонската државност е во рацете на нас, македонскиот народ. Македонската православна црква Охридска архиепископија е последното оружје што го имаме во нашите раце и мораме да го сочуваме. Македонската православна црква
прва апостолска црква на Свети Павле, во која во 19 и 20 век дојдоа нови православни цркви, тогаш кога западните држави, плашејќи се да не се појави Трета Македонска империја, па сечеа делови од македонската територија, за да во 19 и 20 век направат државички како Србија, Бугарија, Грција, Романија, Албанија и така натаму, а кои ќе бидат нивни полени, корисни за токму тие така наречени дами држави Англија, Франција, Германија, а сега и Америка. Сега зависи од нас македонците дали ќе се го вратиме своето што ни го одзедоа. Затоа пак декларацијата е гаранција за да си го добиеме своето изгубеното, односно ограбеното насила од нас македонците, но затоа го бараме вашиот подпис, зашто Цариградскиот Вартоломеј и грците не меруваат исто како измијата кога придапцовиса, така и тие ги мрдаат нивните опашки. Ќе завршам со мисла од еден наш сонародник кој вели: за нас има слобода, додека сонцето свети и реката Вардар тече, македонското име нема никогаш да загине. Македонија е слободата на овој свет, а за нас македонците Македонија е се што имаме. И еве полека се ближат последните 3 минути и 10 секунди до крајот на нашата вечерашна емисија. Би сакала да се заблагодарам за вашето ценето внимание, но со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица и уште еднаш нека ни е честит празникот Голема Богородица и повелете сите во македонските православни цркви утре од 10 часот утрото. Добра ноќ и пријатно. Една желба јас имам, та желба не ја кријам, да те видам, земјо мила, докаде си наша била. Да те видам, земјо мила, докаде си наша била. Македонијо, свести се, Македонијо, обедини се, Македонијо, свести се, Македонијо, обедини се. Се лаже дека нема македонци, а јас в лице ќе им речам мајка раѓа и линденци. А јас в лице